Часовите по физичко од сега ќе бидат суштински, а децата на овие часови ќе бидат максимално физички ангажирани, што ќе придонесе за нивниот физички развој. Премиерот Никола Груевски и министерот за образование и наука Панче Кралев денеска присуствуваа на првиот од серијата семинари на тема континуирано усовршување на наставниците по физичко образование, основа за професионално напредување, што се одржа на Факултетот за физичка култура во Скопје. Наставниците по физичко и здравствено образование во основното и наставниците по спортски активности од средното образование, заедно со оделенските наставници ќе имаат обуки од страна на советниците од Бирото за развој на образование, Факултетот за физичка култура во соработка со Агенцијата за млади и спорт. Целта на овие обуки, кои што нема да бидат само во Скопје, туку ќе бидат на територијата на целата држава и во текот на целава година континуирано, е да се унапреди и да се подобри квалитетот на часовите по физичко. На овие обуки, како што и самите можевте да видите, покрај тоа што професорите добиваат теоретски сознанија, добиваат и практично демонстрирање на вежби, а она што е новитет е и покажување на определени вежби, активности спортски кои што се посовремени, помодерни. Следевте сега дека имаше демонстрација на вежби за пилатес. Агенцијата за млади и спорт издвои 500.000 денари за организација на 3 семинари, односно обуки на кои ќе присуствуваат повеќе од 800 професори и оделенски наставници кои се поврзани со часот по физичко воспитување. Тоа се оние луѓе кои што нашите најмлади граѓани за прв пат во својот живот допираат до спортот преку нив. Значи тие се тие што треба да ги поттикнат, да го зголемат нивниот интерес да се бават со спортски активности, но и да имаат способности и вештини кои што се на високо ниво за да можат со тие категории на ученици да работат и да одржуваат ефикасен начин по физичко воспитување. Децата и адолесцентите се најважни, преку физичкото образование ќе се избориме против пороците кои што постојано се случуваат. Значи од овој базичен проект најверојатно ќе излезат и други подпроекти, се со цел да ги намалиме агресивните тенденции, да се бориме против деформитетите, особено што ги има од прво до пето оделение, така да се ќе биде насочено кон подобрување на наставата на физичкото образование, а да биде во функција на здрава нација, здрави деца, здрави адолесценти. Наставниците од повеќе скопски училишта ги следеа предавањата за современ приод на обучување скок-шут во кошарката, структура на одбојкарската игра и обучување на скок-сервис без ротација и форми на негово изведување, вежби за обучување на техниката на атлетските дисциплини, развивање на полуконтра и контранапад од плитки и длабоки зонски формации и вежби за јакнење на телото, како и нова содржина на часот по физичко и здравствено образование Пилатес.